Ми причинува задоволство што првата презентирана мерка за повраток на 15% од данокот на додадена вредност на граѓаните привлече огромно внимание. Добивме коментари, предлози и забелешки од стручната и експертската јавност, но она што е најзначајно, мерката предизвика особено внимание и интерес меѓу граѓаните, која препознаа суштината и можноста за зголемување на вкупниот буџет на секое семејство во Република Македонија. Уште еднаш ве потсетуваме на позитивните ефекти кои оваа даночна мерка ќе ги предизвика со нејзиното имплементирање. Со враќање на 15% од ДДВ-то, на граѓаните ќе им бидат вратени 130 милиони евра годишно. 20 до 30.000 денари годишно повеќе приход за секое семејство. Зголемена потрошувачка моќ на граѓаните. Секој граѓанин се мотивира да инсистира на издавање фискална сметка заради можноста да врати дел од данокот при секое купување. Граѓаните се ставаат во улога на даночни инспектори. Управата за јавни приходи ќе нема можност повеќе за затварање на дуќани заради даночна недисциплина. Поттикнување на дополнителна домашна инвестициона активност, нови градби, реновирања, погони, станови, опрема, апарати за домаќинството и слично. Создавање на фер услови на пазарот за сите, што значи отстранување на сивата економија. Сериозно намалување на процентот на непријавени работници. При оваа мерка целиот промет се реализира со фактура или друг пазарен документ, што значи се елиминира кешот и се невозможуваат газдите да ги плаќаат вработените на црно. Поголем приход во фондот за пензиско и здравствено осигурување. Ќе има повеќе пријавени работници, а со тоа и повеќе пари во буџетот. Реално ќе се намали и бројката на невработени. Елиминирање на шверцот и избегнување на царински и акцизни давачки. Овој модел исто така има позитивно влијание и врз производите за кои се плаќаат царини и акцизи, затоа што и при продажбата на тие производи се плаќа ДДВ. Почитувани, денеска продолжуваме со презентација на мерките од даночната политика содржани во новата програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, насочени кон враќање на значењето, позицијата и достоинството на средната класа во Република Македонија. Првата мерка ќе значи праведен данок на доход за сите. Попрецизно, ќе воведеме праведно оденачување преку персоналниот данок на доход. Решението на СДСМ е за вкупен годишен приход на секој граѓанин до 720.000 денари годишно или околу 12.000 евра персоналниот данок на доход да се плаќа по стапка од 9%. За приходот на граѓаните над оваа сума, даночната стапка да изнесува 18%. Веднаш да напоменам, ова не значи зголемување на стапката на персоналниот данок. Напротив, ова значи дека повеќе од 80% од граѓаните ќе плаќаат помал данок од досегашниот 9%, а сегашниот данок е 10%. Само на богатите ќе плаќаат повеќе. Тоа е праведно оденачување, бидејќи официјалните податоци покажуваат дека најбогатите 20% од граѓаните во Македонија располагаат со доход колку и сите останати 80% од граѓаните. Еве поедноставна и попрецизна пресметка. Значи сите граѓани што имаат месечен приход до 1000 евра ќе плаќаат персонален данок на доход од 9%. Граѓаните што имаат вкупен месечен приход над 1000 евра, за разликата над 1000 евра ќе плаќаат 18% персонален данок на доход. Или оној што има пример приход од 1200 евра, за 1000 евра плаќа данок од 9%, а за 200 дополнителни евра плаќа 18% персонален данок на доход. Подпредседателот Ванчо Узунов, веднаш по завршувањето на моето излагање, ќе ви представи неколку графикони со што ќе покаже каква е сегашната состојба во Република Македонија. Втора мерка значи ослободување од плаќање на данок. Приходите од земјоделска дејност и од каматите на штедните влогови на граѓаните во банките нема да влегуваат во формирање на даночните основица кај персоналниот данок на доход. Тоа значи сите земјоделци и сите други граѓани кои имаат приход
од земјоделска дејност. На тој приход нема да плаќаат персонален данок на доход. Штедните влогови на граѓаните трајно нема да се одоночуваат. Третата мерка ќе значи развоен данок. Ќе овозможиме опција 30% од данокот на добивка да се вложува во развојот на спортот, културата, науката и образованието. Тоа значи дека доколку фирма има обврска за плаќање на данок на добивка од пример 100.000 евра, да има опција 30% од оваа сума или 30.000 евра да ги уплати во буџетот на државата или опцијално да избере да ги уплати како донацијски вложувања во развојот на спортот, културата, науката или образованието. Што значи директна стимулација за дејности кои што се од корист за сите граѓани. За фирмите тоа ќе значи општествено вреднување и признание, како и бесплатен маркетинг и промоција. Спортистите, научните работници, вработените во образованието и културата ќе препознаат каква стимулација ќе значи оваа мерка. Контролата на овие донации ќе биде редовна по однапред пропишана процедура. Останува на сила решението кај данокот од добивка единствената даночна стапка да изнесува 10%. Четвртата мерка ќе значи праведен данок на имот. Ќе се редефинира основицата и стапката на данокот од имотот. Што тоа значи? Секој кој има во сопственост еден стан или една куќа, во која живее заедно со своето семејство, ќе плаќа данок на имот од 0,05% од вредноста на имотот. Доколку поседува втор стан или куќа, ќе плаќа данок на имот во висина од 0,1% од вредноста на имотот. За третиот стан или куќа ќе се плаќа 0,15% данок на имот, за четврт или повеќе станови или куќи сопственост ќе плаќа 0,3% данок од вредноста на имотот. На крајот напоменуваме дека овие се само дел од мерките кои заедно со првата промовирана мерка недвосмислено ќе придонесат за праведна распределба на националниот доход и богатство во целата наша земја и секако враќање на средната класа во општеството. Очекувам дебата за овие економски мерки да продолжи на сите нивоа и да добие на интензитет. Очекувам конечно и представниците на владата да се осмелат и да прифатат суштинска дебата по нашите предлози. Паушалните оценки, навредливиот вокабулар и ниското ниво на опонирање само ја потврдува несериозноста и неподготвеноста на власта за аргументирана дебата за клучните прашања од екзистенцијален интерес на граѓаните на Република Македонија.